Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Град Скопје пред 10 дена подпишал договор со конзорциум на фирми предводени од Македонски Телеком, вреден 6,5 милиони евра за, како што пишува во документот, набавка и имплементација на систем за паметно осветлување и платформа за дигитален град. Колоквијалното име на проектот е Smart City, а што во практична смисла треба да очекуваат жителите на главниот град од него, вечерва ќе се обидеме да дознаеме од градоначалникот Петре Шилегов. Со Шилегов ќе разговараме и за се уште само најавеното автобуско метро или Бас Рапид Транзит, актуелните случувања околу езерото Треска во општината Сарај и за други ветени проекти. Ова интервју се случува на 9 месеци пред локалните избори, па логично е да зборуваме и за амбицијата на Шилегов за уште еден мандат на чело на Скопје. Бидете на Алсат, разговорот со градоначалникот на главниот град почнува по блокот реклами. Гледате 360 степени. Објавивме во генералната најава на емисијата град Скопје со група компании на чело со Македонски Телеком подпишал договор во вредност од 401 милиони 200 илјади денари или околу 6,5 милиони евра за набавка и имплементација на систем за паметно осветлување и платформа за дигитален град или така наречен Smart City. Според договорот, склучен предходната недела на 13 јануари, Македонски Телеком со партнерските фирми Мрежне технологија Версо од Хрватска и Винт од Скопје има рок од 45 дена од подпишувањето да изготви финално техничко решение и уште 320 дена по одобрувањето на решението за набавка и инсталација на системот, обука на кадарот и едномесечна пробна работа на системот. Што во практична смисла значи тоа, го прашувам градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Прво, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Реагиравте во текот на генералната најава, велите не е 6,5 милиони евра, 401 милион денари се толку. Не е на тој начин, да речам, како што можеби ќе делува. Станува збор за плаќања кои што градот ќе ги врши преку заштеди, значи не станува збор за финансирање дека ние финансираме 6 милиона евра и тоа веројатно прв пат го правиме како било која институција во државата. Очекувате дека проектот ќе ви штеди пари? Да, дефинитивно носител и финансиер на проектот е Македонски Телеком, тоа беше условите, таков тип да речам за прв пат се појавува кај нас. Од кога ќе се стави системот и од кога ќе стане функционален, една година после тоа, почнува да тече обврската на градот да ги плаќа ратите кои што треба да бидат плаќани на 3 години. Да, видов дека 36 месечни рати. Да. Значи, зборуваме дека за прв пат, бидејќи станува збор за можеби еден историски исчекор на градот во сферата на дигитализацијата, бидејќи сериозно заостануваме зад современиот свет, особено во делот на дигитализацијата и начинот на употребата на тие дигитални алатки во комуникацијата на граѓаните со институциите. А станува збор за нешто каде што не можете до половина да го имплементирате туку целост, мора едноставно интегриран да биде системот. Добро е што ние не ги плаќаме парите, за штедите кои што се очекува. Не ги плаќате одеднаш. Да. Не ги плаќаме парите во смисол не сме носители, носител е Телеком и финансиер на проектот, а ние рефундирањето де факто го правиме преку годишните заштеди кои што ќе ги реализираме со дигитализацијата на градот и со осветлувањето. Околу 200 илјади евра доаѓа една... Знаете како, град Скопје годишно за уличното осветлување кое што е сега, како што го имаме, троши над 1 милион евра. Значи, зборувам дека тука кога ќе ја направиме за штедата, очекувањата се некаде 60 до 70%, бидејќи ќе влеземе и во поинаква енергетска ефикасност. Добро, може ли да објасните во практична смисла што значи паметно осветлување и што значи платформа за паметен дигитален град? Она што го баравме како техничко решение е интегриран дигитален систем кој што ќе овозможи дигитализација на паркинзите во Скопје,
дигитализација на водомерите во Скопје, кој што ќе овозможи бесплатна интернет мрежа за граѓаните на Скопје преку апликацијата која што ќе биде презентирана, комуникацијата на граѓаните да биде исклучиво дигитална во смисол поднесување на документи, добивање на решенија. Тука ќе инсистираме и на некои законски измени што ќе мора да ги направи собранието. Тотална дигитализација односно на целокупниот сообраќај, на движењето во самиот град. Тоа се работи платформата, барањето наше беше платформата да биде толку отворена што може во секое време да вие во форма на модули додавате софтвери кои што ќе нудат поинаков, да речем. А што е со паметното осветлување? На услуги, паметно осветлување кое што ќе свети или ќе осветлува онолку колку што во моментот е потребно, во смисол на движење на луѓето, во смисол на затемнетост на околината, во смисол на магла, да речам, кога има можност да се денуваат тие работи. Има ли пример во блиската околина на Скопје некаде, каде што е имплементиран ваков систем? Ваков интегриран не. Има паметни осветлувања, односно тоа не се паметни осветлувања, тоа е само лето осветлување. Овдека е смарт лайтинг е на сосема поинаква категорија и квалитет повеќе, кај што велам како вие ќе се движите по некоја затемната улица, вашето движење ќе го прати софтверот и како вие се движите ќе ви го зголеми нивото на осветленост. Разбирате? А кога ќе заминете со цел да заштедиме, бидејќи ќе нема фреквенција. Да. И сега е веројатно вака малку абстрактно, а моите очекувања се некаде дека до јуни во дел од градските улици смарт лайтингот ќе биде имплементиран. Станува збор за преку 12.000 сијалици во моментов кои што треба да бидат заменети, така што очекувам дека барем во оној сегмент ќе можеме да користиме. Комуникацијата... Само уште малку, ако може да објасните, што значи тоа дека Телеком е носител на проектот, а не е град Скопје? Телеком е финансиер. Добро. Телеком е финансиер. Тие ќе постават тие поставуваат, ги инсталацијата, сносат трошоците, нас не интересира, ќе плаќаме за штедите. И де факто, условно, теоретски кажано, нема да ги платиме тие пари, затоа што тие пари би ги потрошиле во друга намена, добиваме квалитет повеќе. Само ви реков на... А што е бизнис интересот на Телеком? Па е бизнис интересот на Телеком да си ги реализира овие пари за кои што е договорот. Градот овие пари во наредните 4 години секако ќе ги плати за осветлување. Разбирате? Значи ние сме, таа е некако вин-вин комбинација. Навигнати сме од политичарите кога има нешто конкретно, во случајот е потпишан договор, ќе тргне да се реализира нешто, да направат помпа од тоа. Вие дури не ни објавивте дека е потпишан договорот, ние го најдовме на електронскиот систем за јавни набавки на нивниот веб портал. Зошто не чувствувавте потреба дека треба да информирате јавноста? Па не, затоа што ја не сум човек што прави помпи непотребно, а јавноста кога ќе има продукт кој што ќе треба да го види, ќе биде информирана. Она што јас очекувам е дека во наредниве 30 на дена ќе влезе во употреба драфт верзијата на апликацијата Мај Скопје, Моје Скопје, на кое што сите овие работи за кои што ги гледаме, не знам, од загаденоста на воздухот, бидејќи и таков тип на мерачи ќе има во делот интегрираниот што го имаме во осветлувањето што ќе биде ставено од таму, па до, не знам, купување билети во зоолошка, онлайн резервирање на паркинг место, тоа се таков тип на услуги, ама кога ќе ја презентираме апликацијата, тогаш веројатно јавноста и ќе ја запознаеме, затоа што ќе сакаме апликацијата која што ќе работи во еден пробен период, пред дефинитивно да биде пуштен системот, да ни биде алатка за комуникација со јавноста во смисол да примиме сугестии од граѓаните што е тоа што во системот би можело да биде, ако не е веќе дел од интересот на луѓето. Сега велите Петре Шилегов не е таков, не прави помпа непотребно, но например на случајот на Бас Рапид Транзит, како обратно да беше, го најавивте негде пред крајот на 2019-та. До овој момент ништо видливо нема од сето тоа. Зборуваме за автобуско метро. Да, најавата, баш заради тоа што не правам помпа непотребно, меѓутоа должен сум да кажам дека вака и за Смарт Сити јас имам разговарано, нели, и со вас медиумите и со граѓаните. Значи не е дека нешто, еве го потпишавме договорот, овдека сме
во фаза на тоа дека чекаме собранието да го изгласа законот за заем од 70 милиони евра со ЕБРД со цел да се финансира проектот. Јас сум должен на граѓаните да им кажам дека да, тоа веќе се имплементира. На тоа сум, да речеме, известен начин можеби особено горд, затоа што пред моето доаѓање за градоначалник на нашиот град 40 години се зборуваше за ваков вид. Ова е еден што се имплементира? Пред некој ден на Фејсбук само рековте ние не спиеме, работиме неуморно и така натаму. Што целата постапка се три тендери, три јавни набавки, од кои што две се завршени и се имплементираат. Она што го општев со јавноста, бидејќи тука веќе зрел идејниот проект за сообраќајното решение, начинот на кој што ќе се одвива и тој ќе го споделиме кога ќе го утврдиме како дефинитивен со јавноста. Меѓутоа, мислам дека е битно да знаат луѓето дека бидејќи тоа го зборував, ете, тоа е таа една работна група, знаете, во начинот на кој што функционираме јас и веројатно добар дел од политичарите има еден невидлив дел од нашата работа и ете беше можеби моја желба да споделам дека и во оној невидлив дел пред да дојдете на улица и да кажете сега почнува има бајаги работа. Тоа е тоа што сега го правиме во моментот. Да, последен пат бевте во ова студио во ноември 2019 година, тогаш на големо го најавувавте овој проект. Тогаш го преслушував интервјуто, велите градот 1,5 година веќе интензивно работи на развој на проектот на БРТ, на Bus Rapid Transfer. Од тогаш до денес уште година и 3 месеца, речиси 3 години работите, а ништо видливо нема на терен. Господин Нечилев. Не мислам дека, тоест мислам дека е многу лошо ако се обидуваме да ги валоризираме работите и ангажманите на луѓето во политиката, вклучително и на градоначалникот, по оној популистички начин на видливо нешто. Васко, пак велам, првиот самопридонес за трамвај во Скопје е 1987, 8 или 9. Тој период е неуспешен и од тогаш во Скопје само се зборува за трамвај. Она што Ама се е тоа во ред. Ние за 3 години со таа интензивна работа. Значи, ја така речи од првиот ден кога седнав за градоначалник, тоа се веќе 3 години и месец-два, работиме на осовременување на јавниот транспорт. До тоа решение немате право, ако совесно го водите градот, да дојдете по пат на импровизација. Значи, но зошто во тој ноември 2019 овде велите за 4-5 месеца ќе заврши тендерската постапка, во втората половина на таа година, тоа е 2020, веќе ќе почне да се работи на терен и ќе почнат градежните работи. Да не забораваме дека не сакајќи дека имаше ковид. Дека не се случи ковидот, тоа дефинитивно ги успори сите процеси, да се разбереме. Не е алиби, не е изговор. Значи ние сега март лани или април лани фокусот на градот беше да направи болница од инфективна клиника. Дефинитивно тогаш не сум ни работел, не сум размишljал за Bus Rapid Transit, да се разбереме. Меѓутоа успеавме за 10 дена да изградиме импровизирана полска болница до инфективна клиника, што е резултат на добра организација и добра имплементација. Од кога, условно кажано, до летото минатата година сега веќе, некако сите се нормализиравме, ги утврдивме протоколите на новата нормалност, се враќате во тој колосек. И сега ги довршивме, пак велам, 2 од 3 постапки се готови. Нас ни останува само уште постапката за избор на имплементатор. Она што и тогаш го зборував, а што сега се одвива, тоа е една анализа на движењето на луѓето низ Скопје, со цел да ги реорганизирате и да ги оптимализирате автобуските линии, затоа што суштината на превозот во Скопје веќе нема да биде да се качиш, не знам, во Бутел на 57 да отидеш до Козле. Туку ќе се качиш на автобусот во Бутел што ќе те однесе на така нареченото кога ќе биде тоа? На така нареченото метро. Тендерот по ова што сега го имаме, ако го изгласа собранието, ние би требало договорот со ЕБРД да го подпишеме некаде околу 15 февруари, ако се задржи тој интензитет со собранието, сами знаете и вие, за жал, дека функционира на принцип на уцени од опозицијата.
Не, имате тенко мнозинство. Па Сега добро, тоа е реалноста. знаете што, ако сте вие совесен во политиката, без оглед каква ви е позицијата, тогаш би требало, кога е оваков тип на проект, и ете, користам приликата да ги повикаме во МРДПМН, да не го кочиме овој проект. Тоа не е проект на СДСМ или на Петре Шилјагов, Добро, тоа е проект на ако на Скопјани. 15 февруари го подпишете во договорот таа варијанта ќе ги распишеме тендерите за добавувачи, таму се 3 подтендери, градежните работи кои што треба да бидат изведени, софтверските решенија кои што треба да бидат изведени и изборот на превозните Кога средства, ќе видиме дека се автобусите. копа? Пред избори? Не, после избори. Пред избори ништо нема да има. Пред избори можно е да ја завршиме варијантата и на граѓаните да им бидат презентирани новите автобуси. Тоа е реално, бидејќи па после тоа е последователно. Бројот на возила што треба да биде произведен трае околу година и нешто, знаете и сами, не станува збор за мал број на возила и тие мора ги донесете сите за да функционира, паралелно ќе одат Ќе биде градежните интересно работи. ако некој друг стане градоначалник, што ќе се случува со тој проект? Ова ќе дојам на крајот, ја не верувам дека друг ќе биде градоначалник. Добро. Случајот со езерото Треска деновиве е актуелен, има повици и до вас, меѓу другото затоа што ја имате ставено Треска и во вашата предизборна програма во 2017 година. Кој е вашиот став за барањето на градоначалникот на Сарај Блерин беџети до собствениците на приколките таму да ги тргнат, да ги дислоцираат? Езерото Треска на некој начин е и определен вид на државен проект. Тоа веројатно го знаете, затоа што владата некаде во 2017-2018 носи одлука да тоа стане туристичка зона. По основ на тоа имаше задолжение од страна на за општина Сарај или еден од условите на извршената трансформација на земјоделско земјиште во градежно да биде донесен деталниот урбанистички план и по основ на тоа да се влезе веројатно во негова реализација. И деталниот урбанистички план за и околу езерото Треска е донесен и веројатно она што сега се случува на терен е имплементација. Сте зборувале со беџети на оваа тема? Јас сум за нијанса поинаков кога треба да работи со заедница. Значи, мислам дека тие луѓе што таму имаат години, децении, приколки требало да бидат викнати, да им се објасни концептот. Мислам дека таму има доволно капацитет да може една таква населба, може би на друга локација, биде сместена заради потребите на реализација на комплексите кои што таму треба да бидат. Меѓутоа, тоа сепак е за жал велам, ингеренција на општина Сарај, која што е дадена како надлежност со одлука на Советот на град Скопје некаде 2011-2012, кога ВМРО ДПМН дека градот ќе си ја врати Треска назад, кај себе на тие избори 2017 да, година. Јас кажувам дека тогаш кога ги почнавме тие разговори, го додадовме како вредност да Треска стане на извесен начин државен проект и да владата донесе одлука. Што значи дека нити е моето право као градоначалник на Скопје, нити е на господинот Беџети да управува сам со тој еден систем, туку е и на некој начин станато државен интерес и ова што сега се случува, значи реализацијата на деталниот урбанистички план, мислам дека се таму на крај и разговорите со инвеститорите и затоа сега се започнати овие работи. Ова е на еден начин веројатно почеток на браќање. Меѓутоа, мислам дека требаше општина Сарај да го општи со граѓаните на многу поинаков начин на тоа што го направи, како што го направи, затоа што кога ќе им ја презентирате, тоа е она што вие викате, кога ќе дое момент да презентираш, треба да презентираш со цел да јавноста свати и разбере за што става. Тоа е еден од повиците што деновиве ги упати до вас Јас ги советничката група на ВМРО ДПМН. Знаете како се? Добро сега. Не. Немојте така подценувачки. Васко, не, далеку од тоа дека подценувам. Меѓутоа, сериозно лицемерие и хипокризија да политичката партија која што раководеше со град Скопје 30 години. Добро, има луѓе што не мислат дека лошо раководе. Добро, 30 години. Меѓу другото, одлуките што ги донеле е да езерото Треска од град Скопје се префрли на општина Сарај. Значи, тоа се луѓето кои што во основа го имаат креирано проблемот. И затоа вела малку е лицемерно советничката група на ДПМН да го повикува градоначалникот Шилјагов да го реши проблемот што ни го направиле пред 11 години.
Да, деновиве ви правеа една, се не знам како се вика тоа, пародија од најавата ваша за зиплайн од Музејот на современа уметност преку Кале, па Вардар, па Парк. Во паркот Унијата на млади сили, мислам дека беше на ВМРО ДПМН. Ви имаше и вас закачен на зиплайнот. Не сум. Интересно е, видете го. У принцип креативни работи сакам, независно дали сум ја Во март 2018 зборувате за тоа, не го реализиравте. Сите анализи што ги направивме таму покажа, значи таа беше во принцип добра идеја. Васка Скопје е град од 600.000 луѓе. Со различни, да речам, интереси во смисол, веројатно вие не би се качале на зиплайн, меѓутоа дозволете дека има веројатно 10-15.000 луѓе во овој град што би сакале тоа го направи. Идејата беше да го поврземе моментот од Музејот на современа уметност со цел да го вратиме Калето во фокус на граѓаните со градскиот парк. Меѓутоа, сите анализи, сите заложби што ги направивме и два тендера покажаа дека не можеме до крај да ја гарантираме безбедноста на граѓаните. Во таа варијанта и тоа е причината што се откажавме. Ама влеговме во еден поинаков, во една поинаква имплементација на условно кажано авантуристичките, сега да не бидам лошо разбран, начини на понуди што градот како институција ги прави, значи го направивме веловодно. Првата од трите предвидени патеки за велосипедисти, што не е, да речем, вообичаен начин, веројатно, на возење на велосипед, е активна. И тој проект оди и понатаму, во тек е постапка за уште две и уште една инсталација во овој момент со цел да понудата која што водно и потенцијалот кој што водно го има, го искористиме на вистински, на прав начин. Дел од таму ќе биде еден зиплайн. Значи ќе го имаме, само што е малку, пак велам, сакам пред се да се грижам за безбедност. Добро. Не знам дали ќе се согласите со оние кои што велат Шилегов покажа дека знае само да асфалтира улици, да направи по неколку стотини метри можеби и проширување на дел од тие улици и ништо друго, што можеби и не е лошо, и дека можеби треба да се фокусира и да остане да го прави тоа, бидејќи на вистина ако човек тргне да ви ја чита предизборната програма, особено во делот на инфраструктурата, имате многу работи кои што ви се ветени, а не ви се чепнати. Например, спуштена раскрсница кај Мавровка. Нов мост на Илинденска кон Ѓорче. Словенечка. И така натаму. Значи, ова се работи кои што ги имате запишано во програмата, ветено, ама ги немате ни почнато, ниту има најава дека ќе ги реализирате. Вака. Само ќе ми кажете за Словенечка. Не. Добро. Ќе ви кажам за Босна и Херцеговина. Ствари, не треба да ви кажам, граѓаните што живеат во тој дел од градот ја гледаат. Јас во текот на изборната кампања 2017 зборував за така наречениот секундарен северен прстен. Булеварот Босна и Херцеговина е дел од таа работа. За Словенечка се спрема целокупната документација и анализа на теренот, бидејќи не е едноставно да почнете булевар. И тој треба да заврши во Волково. Во најава е, во март треба да иде тендерот за мостот во Карпош 4, затоа што старото решение кое што го имаше за поврзување, односно продолжување на Илинденска, за жал, е невозможно да се направи од еколошки причини. Зошто? Затоа што тој мост, темелите, ако идеме со класично мостовско решение, од околу 170 метра еден мост во Скопје. Ова го знам зашто веќе при крај е мостот во аеродром. Добро. Да не го забораваме. Тоа е надвор од фокусот на граѓаните, не го гледаат. Меѓутоа некаде јуни годинава тој ќе го отвориме. Тој на Коце му го правите? Или не е Коце таму? Тој се прави за граѓаните на општина Аеродром околу 80-90 илјади кои што имаат само еден излез кон центарот на градот под нова железничка. Не, објаснете го ова за во Ѓорче, за кон Ѓорче, во Карпош 4. И сега таму кога констатиравме дека ако одиме со класично мостовско решение, нема да можеме да го направиме, бидејќи темелите на мостот треба да бидат во првата заштитна зона на изворите од Лепенец. А изворите од Лепенец е дел од водоснабдувачкиот систем на град Скопје.
Техничкото решение што таму може да го изведете е висечки мост 350 метри. Каде ќе излегува тој? 350 метри висечки мост, Македонија нема сила да го направи, не град Скопје. Ние понудивме алтернатива, која што во март иде постапката, а тоа е мостот кој што ќе оди во две фази. Првата фаза е таа што сега ќе ја работиме, од Сити Мол кон Илинденска, има раскрсница, има перални едни. Добро. Продолжува тука, искача мостот тука, до раскрсницата кај Бардовци во првата фаза. Втората фаза е спојување со булеварот Словенија. Значи, ја малку сакам да работам по план, и тоа сум го зборувал со граѓаните. Зошто? Вие гледате, Васко, алтернатива на ова ќе нудите. Алтернатива затоа што булеварот Словенија пак ќе завршува во Волково. Ме разбирате? И сега на граѓаните од Волково кои што треба да вртат, не знам, низ разни населби кои што ги има таму и во тој дел од градот, па низ Ѓорче, па низ све, едноставно многу ќе им го скратиме патот, меѓутоа ќе помогнеме на граѓаните на Карпош 3, Карпош 4, на Козле, на Влае, бидејќи мост преку река е работа што Ќе се обидете ли овде да правите нешто на раскрсницата кај Мавровка, бидејќи овде навистина особено во шпицовите е голема. Можеби јас сакам, кога работиме ние ги работиме работите плански. Пролетва ја го пуштивме во дел булеварот Никола Карев или популарната пластичарска. Проширен. Не сум задоволен затоа што не се до крај сега гаражите ги работиме со цел да го спречиме паркирањето на тротоарите. И тоа ќе ни дојде во блиска иднина. Така разговарав со заедницата тогаш. Океј, ние еден паркинг како градски паркинг сработивме, треба да направиме уште еден подолу, во истиот момент кога ќе ги пуштиме двата да бидат во употреба на пластичарска паркирање по тротоари ќе нема. Тоа е разговарано, тоа е договорено со граѓаните. Ја пуштивме пластичарска. СНВ 8 септември пред Александар Палас ја реновиравме, реконструиравме, таа е сега целосно обновена и таму имаме прекрасен дрворед, да зборуваме за дрворедите, пошто да не зборуваме само за асфалтите. За Мавровка и за квалитетот на зеленилото. Ке дојдам до тоа. Ја почнавме некаде околу Нова година продолжението, и тоа можете да го видите на булеварот Никола Карев, со цел да пролетва годинава или есенва, не сум јас оптоварен од време трајањето на мандатот, започнеме со решавање на петлята кај Момин поток. Што е сега, што сакам да кажам? Кога ќе го пуштиме мостот и булеварот Асном, низ Керамидница, тој ќе излезе кај раскрсницата кај Сајмиште. Добро. Вие морате да го имате инпутот на анализа на сообраќај, за да го најдете оптималното сообраќајно решение. Значи едно време овде навистина уште полошо ќе биде отколку што е сега. Не, затоа што има начини како тоа да се надмине и за година дена, меѓутоа треба да ви, ако идете со форсиран правец, така го викаат. Доле кружен тек, горе форсиран правец. Така го викаат тоа. Ако идете со форсиран правец, треба да ги имате инпутите за двата правци што се дешаваат на Мавровка, за да знаете кој правец е тој што треба да биде изфорсиран. Денивелирањето на раскрсницата на Мавровка е уништено со непланската изградба на площадот Скендербек. Затоа што влага во успоните, кои што мора да ги има соодветна една сообраќајница, вие едноставно не можете на тој начин, како што всушност би можело да биде изведено, ако технички исправно, заради тоа што беше продолжен за веројатно за... Но ќе напишете нешто како план, предпоставам, за ова раскрсница, за амбицијата за втор мандат? Па не, велам, јас функционирам на начин што претходно сакам. Знаете, тунелот под Кале, веројатно ќе го збори опозицијата, ние пуштивме тендер. Знаете, го подпишавме, тоа го официализиравме подпишувањето на тендерот со една турска компанија која што во своето CV беше реномирана. Доцнеше со роковите, што, да кажам, мене ми даде за право да го раскинам тој договор, да ја наплатам банкарската гаранција. Подобро е за вакви фундаментални работи, као што е мост, као што е, не знам, денивелација на Мавровка, тунел, да изгубите време во планирање. Оти се друго ќе ви биде импровизација. Импровизација која што ќе кошта многу поише пари
и која што со себе ќе носи ризици. Видете го автопатот Кичево Охрид. Колку не кошта, зошто уште не е готов? Тоа е заради импровизација во проектирањето. Да. Таква работа мислам дека не сме нити доволно богати, а фала Богу сме доволно паметни за да не излеземе на крај. Објавивте дека имате амбиција за втор мандат, тоа претпоставам ќе зависи меѓу другото и од поддршката од партијата. Јас кажав дека со оглед на тоа што во овие 3 години се случуваше и што имаме направено измени, да не забораваме, не се само асфалтите сега, да ги зборуваме парковите кои што ги отворивме на места кај што повеќе децении постоја депонии, појдете во Мичурин, појдете овдека, Карши студиото, во Ибни Пајко паркот. На што личеше тоа со тие калишта, со тие коли што беа? Паркови или паркчиња? Па се добро, ама знаеш како, Васко, претходната администрација уништи 80% од зеленилото во Малринг. Вие морате да ги најдете локациите кај што на микролокација ќе го субституирате тоа зеленило. Се качивме на ГТЦ, на кровот. Околу амбицијата за втор мандат. Реков дека сите ангажмани кои што ги има во изминативе 3 години ми даваат за право да побарам поддршка Социјалдемократскиот сојуз да подржи мојата кандидатура за мандат. И јас како легалиста ќе се држам до таа постапка и процедура. Да, меѓутоа тоа номинално ќе биде прво барање поддршка, односно кандидирање во рамките на органите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Јавна тајна е, се зборува за нарушени односи меѓу Шилегов и лидерот Зоран Заев. Во какви односи сте со Заев? Во прекрасни, синоќа бевме на работен составно заедно. Во меѓувреме ги испеглавте односите? Мислам дека некојаш веројатно во недостаток на интересни работи луѓето сакаат да измислуваат работи што ги нема. Немало нарушени односи. Ние поминавме толку многу заедно. Од 2013. Што едноставно нема логика да имаме нарушени односи. Не гледам зошто. Значи не очекувате проблем на таа страна. Партијата евентуално да има против ваша нова кандидатура за Скопје. Не гледам, Васко, знаеш како, па ти велам каков е пристапот. Лани, се зборувам за начин на функционирање моје како човек. Лани го решивме западниот дел влез во градот. Значи Ѓорче Петров и главната улица и 4 јули. Двете главни артерии кои што се западната порта во градот. Го завршивме булеварот Христијан Тодоровски, што е првиот излез, булеварски излез, и вие се од Бит пазар за 10 минути излегувате на обиколница. Булеварски излез до обиколница и кога го завршивме запад, овозможивме алтернативен влез, па влеговме годинава да го работиме источниот влез. Тоа е плански студиозен пристап, не е импровизација, не е волунтаризам. Ама чекайте, вие се кажувате како да не знам што се случува на терен. Таму се асфалтираат веќе постоечки булевари и улици и тука и таму. Еве да речеме во влезот од западната страна. Влезот од источната страна. Веројатно кога си идел на кај Охрид или на кај Мавро, се сеќаш по каков пат возеше претходно. По каков? По истиот, но сега има нов асфалт. Па малку и се кршеа колите, па малку и лупа, па малку и... Не, ма сакам да кажам, не се тоа нови улици, нови булевари. Да, во рете, реконструирани се, но... Христијан Тодоровски е нов коридор. Да. Нов коридор, значи нешто што мислам дека и тоа како го олеснува животот на Скопјани, особено во овој дел од градот. Иако не знам зошто ако живеете у центар, преку Бит пазар можете за 10 минути се најдете на обиколница и наместо да одите на кај Ѓорче да си свртите. Знаете, дури не знам ни зошто тоа, како да кажам, го зборуваме и го вметнуваме меѓу некакви ваши достигнувања и успеси, бидејќи тоа треба да ви биде дел од редовната работа. Ако тоа не го правите, тогаш не знам што би правеле. Знаете како... Мислам, сервисирање на улиците тековно, нели е тоа работа на градоначалникот? Мајте молам, предходникот мој канти промовираш. Сега да бидеме малку доблесни и искрени во приказките. Јас се извинувам. И вие контейнери промовиравте, господин Шилегов. Не канта за дома што се носи. Тоа не беше една канта, добија многу домакинства. Цели 50. Пристапот што го имам кон инфраструктурата, зашто вие веројатно така рековте вие, не јас, и добро е тоа да се прави,
е неопходна за развој на градот. Неопходна. Пак ви велам, кога ќе влезете да ги анализирате коридорите што ги пробиваме, тоа е овој мост овде во аеродром, мостот во Карпош, пази, за 3 години зборуваме 2 моста во Скопје. Океј, извинете ако премногу сум се фалел за тоа нешто што ми е редовна работа. Околу амбицијата за втор мандат, препознавате ли некој кој што ќе ви биде против кандидат? Гледате ли некој меѓу оние од ВМРО ДПМН кој што се профилира да ви се спротивстави на изборите под предпоставка дека со вашата кандидатура ќе биде онака како што вие очекувате? Не сум јас човек што е оптоварен со кој ќе биде противник на изборите. Жал ми е што, ова искрено го мислам, што ја не успевам да видам дека ДПМН воопшто креира политика за град Скопје. Дури и настапите на нивната советничка група, што најчесто ја користат како параван, веројатно е центарот за комуникации на ДПМН, ама користат советничката група како параван. Не се настапи кои што даваат понуда на граѓаните. Ти држи пресконференција пред седиште на град Скопје со црн лампион. Со политичко лицемерие градот да не се накити. И сега, окей, го издржавме тој удар, градот се накити, не беше помпезно како што е други години, затоа што состојбата е таква која што живееме, меѓутоа убави спомени од оваа нова година, убави фотографии искочија. А што е работа на градоначалник на крајот на денот? Освен асфалтите, освен, не знам, зеленилата, освен, не знам, новите стандарди на тротоари, освен, не знам, сад ме испровоциравте, Скопје годинава, за ваша информација, надмина 100 км велосипедски патеки, што значи дека полека и сигурно влагаме. Иначе, кога дојдов за градоначалник, Скопје имаше 38 км велосипедски патеки, за 3 години 38 те стана 100, над 100. Ги анализирате ли најавите за... Поентата ми беше дека ми е криво што не гледам дека ДПМН креира политики. Што ќе ги понуди на град Скопје. Ќе видим. Може би во позадина нешто работа. Па добро, до сега не сум видел. Добро е за граѓаните на Скопје да имаат избори, зашто знаете што, окей, мене лично ми одговара. Во овој момент ќе го имаат градоначалникот на Скопје што ја врати Дрисла да биде градска собственост, версус или против политичка партија што 9 години ја даде во криминална приватизација. Дрисла е јавно предпријатие. Мислам дека многу ги забораваме брзо работите што ни се случуваат. Ние вчера правевме една година како градот после 9 години Голгота ја превзема Дрисла. Го намаливме таму долгот, купивме нов инцелератор кој што во јуни треба да биде пуштен во употреба. И да го затвориме прашањето со загадувањето на Дрисла со третманот на медицинскиот отпад. Влеговме во нови контейнери со цел да дадеме третман нов на ѓубрето. Така што полека ги анализирате ли најавите за можна коалиција на ВМРО ДПМН со Алијанса за албанците алтернатива наспрема СДСМ, предпоставувам и ДУИ во заеднички настап на локалните избори, ако неформално, со поддршка едни со други? Не мислам дека секогаш, особено на ова, да речем условно кажано, втор ешалон, иако градоначалник на Скопје е сериозна и политичка функција, одлучуваат политичките коалиции. Мислам дека граѓаните подобро знаат дали без оглед каква е политичката понуда или стојат позади определена политичка партија, дали човекот што е понуден може да ги решава тие проблеми. Поедноставено кажано, албанците можеби не можат да имаат градоначалник во Скопје, но решаваат кој ќе биде градоначалник во Скопје. Секој глас во Скопје одлучува кој ќе биде. Не сакам гласовите на граѓаните да ги делиме по етничка основа. Зашто вие мислите дека било која партија на албанците ги држи во джеб гласовите на албанците? Не мислам дека е тоа коректен однос кон нашите сограѓани албанци.
Тоа се луѓе кои што си имаат и свест и совест и одлучуваат лично на денот на гласањето дали Петре Шилегов заслужува да продолжи бие градоначалник или не. Не се замарам со туѓите политички договори затоа што не ги правам јас. Дали ќе направате прашање на ДПМН? Верували или не, 40 минути помина. Скопје е тема вас која што е многу интересна и убава за разговор. Посветени сме да се закитиме со титулата Скопје зелена престолнина 2021. Да. Ја пуштивме апликацијата, година ја повторуваме. Кога ја пуштивме апликацијата, пошто тоа не е вишинг лист или желба што ќе правиш, туку е што си започнал како процеси да работиш. И ја пуштивме таа апликација, меѓу другото, да направиме проверка на оно што како стратегија го имплементирам јас со екипата моја во градот Скопје. Чекайте, верувате ли дека еден од најзагадените градови во Европа само малку може да понесе оваа титула? Не е прашањето ја што верувам. Таму има некаде околу 18 точки што треба како град да ги исполнувате за да дојдете до таа титула. Ние во дел, за жал, заради негрижата кон градот во изминатите 30 години, во дел од тие не сме напреднале во имплементација. Меѓутоа ги воспоставивме и постановивме како градски политики и тоа беше предмет на анализа. По основ на тоа што градот во изминативе 3 години започнал да го работи, да го имплементира, меѓу кои што и бас рапид транзитот, меѓу кои што е градски енергетски системи, меѓу кои што е инспекцијските служби во нашиот град. Европската комисија кажа дека Скопје ќе влезе во втора фаза меѓу 8 градови во Европа. Што мене ми е потврда дека тоа што сме го започнале како решавање на стратешките проблеми на овој град, сме на добар пат. Па зашто да не? Како ќе стасате до висока цел ако немате високи цели? Ако вие, знаеш како, град без енергетска политика, што е тоа што го затекнам? Тоа е невидливо, веројатно, во секојдневието. Меѓутоа е стратешки битно. Девеќе градот има енергетска политика своја. Се промовира сега местото каде ќе се најде градски енергетски системи, што е тоа што ќе го понудиме на граѓаните во приклучувањето кон централното грејење како приоритет. Бас рапид транзит е систем кој што посиромашките држави го субституираат трамвајот. За него мислам дека потрошивме доволно време. 40 години го збореа, за 3 години еве го. Тоа не се работи, знаете, не е тоа се појди до продавница, купи кило леб, па еве го лебот го гледаме. Зборуваме за стратегии, за сериозни стратешки. Така што јас сум убеден во тоа дека во многу блиска иднина Скопје ќе биде сериозен кандидат за оваа работа. Ама сериозен кандидат. Добро, предпоставам дека не сме патем кажани, иако е многу лошо кога ми кажуваат од моја уста да излезе. Еве зимата е скоро во добрата втора половина. Освен 2-3 пика, меѓу кои што да речам денешниот ден. Добро, и некои други настани веројатно ја тргнаа таа тема во втор план и навистина не беше тема. Не беше тема, видите, ако е загадено не може да не е тема. Не беше. Да видиме. И февруари и март се пред нас. Да, не велам јас. Знаете како? Не може загадувањето да го снема. Загадувањето или трендовите, а тоа нас во Скопје, малку сензитивна е темата, та нас во Скопје не случува 3-та година поред. Дека сте на добар пат, ви покажува бројот на загадени денови во годината. Ние 3-та година поред имаме намален број на денови. Не велам јас дека нема. Не велам дека не требаше толку да се работи. Ама земете ги анализите и ќе видите дека бројот на загадени денови во опаѓање 3 години поред. Мораме да завршиме. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Се надам ќе се видиме повторно во следните месеци, ако не друго барем пред изборите. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Предпазливо, како што доликува на најавата дека ќе вмаршира цел еден полк, во изведница се испраќа јуначка кавалерија, ама без јавачи.
Веројатно затоа не носат ниту самари, бидејќи тие треба да им бидат ставени на дивите. Но пред да се направи клучниот чекор кон припитомување, потребна е проверка на квалитетот на тревата, да се види дали некој ќе може таква и да ја пасе. Селото наше е 2 километра воздушна линија од границата. Не напаѓаат коњи од Бугарија. Коњи од Бугарија, над 50 коњи. И сега кога ќе влезат во овоштарникот, газат, јадат, лом прават. Не ни требаат непоканети гости кои ни прават неред, бидејќи нашиот е доволен. Вредноста на честичката ке е во слободен пат оти на берзата на зборови. Никако не успева да прерасне во глаголот бидна. Па дури и во вербалната јавна комуникација, таа се почесто, наместо вообичаено во енергична и позитивна, се употребува во негативна конотација. Нашата отвореност и транспарентност ќе ја спуштиме до најниско ниво, до најниско ниво, најниско ниво. Во меѓувреме јавноста со подотворена уста се почесто ги покажува скршените заби на борбата против криминалот и корупцијата, особено на белите јаки, на кои никогаш и не им требало пломбирање и полирање, туку екстракција со далеку посериозна хируршка интервенција. Се наоѓа на максофацијална, каде што му се пружа помош поради скршеница на вилицата. За конечно да иззалечи лицето на државата, таа операција треба да трае најмалку онолку долго, колку што се чека боцкањето против короната. Оти тоа неискористено време може да се употреби за и ние, ако не со вакцината, да можеме за нешто друго да покажеме мускули некој си примат, во нешто да бидеме први. На ова работа кој кога почнал, дали имал 2000 арки, 5000 или 10.000 вакцини по земје, зборувам за држави, и навистина покажување на мускули или некој си примат, кој е прв. Еве убава срекна вест, Република Србија, председателот Вучич се јави и даваат, односно доставуваат помош од најмалку 8000 вакцини Фајзерови. Ова разногласие и недоследност има своја рефлексија и во спротивниот табор. Нивните прашални, безидејни форми со право упатени кон опонентите најверојатно треба да ги постават до конструкторите на тезите во сопствените редови, кои очигледно имаат проблем, ама не со набавката, туку со субстанцата. Ќе одговори ли Венко кога Република Македонија ќе започне со вакцинација? Колку год да се овие вакцини добри? Еве да речем идеално, најдобри. Да. Значи вакцината не е решение. Филипче е должен да се погрижи за вакцината. Значи вакцината не е решение. И на крајот, сведоштво за лидерската големина. Моето раѓање е од Скопската населба центар, булеварот Маркс и Енгелс. Тој веднаш карши поштата, зградата тие градски ѕици, вика, популарно наречен по скопски. Сега има повеќе болници, ама како што е познато во тој период на развојот на македонското здравство, децата од Скопје се раѓале во Чаир или во држава. Освен оние кои што се разбира, по силата на нештата, си се родени центарци. Толку за вечерва, се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно.